Да ги погледнеме учењата од Јован, поглавје 6 стих 27. Работете не за храна што се расипува, туку за храна што останува за вечен живот и која ќе ви ја даде Синот човечки, зашто врз него ставил печат Бог Отецот. А тие му рекоа: што да правиме за да извршуваме Божји дела? Исус им одговори и рече: Божјото дело е ова, да поверувате во оној кого го испрати тој. А тие му рекоа: каков знак ќе ни покажеш да видиме и да поверуваме? Со ова мислеа: кој е знакот за да видиме и да поверуваме дека ти си оној што слезе од небото? Што ќе направиш? Бог правеше мана да слегува од небото 40 години. Бог им го покажа ова неверојатно и чудесно дело на нашите предци. Можете ли да го направите истото за нас? Многу евреи му го поставиле ова прашање на Исус. Да продолжиме со стих 32. Но Исус им рече: вистина, вистина ви велам, не ви даде Мојсей леб од небото, туку мојот Отец ви дава вистински леб од небото. Зашто лебот Божи е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот? Тогаш тие му рекоа: Господи, давај ни го секогаш тој леб. А Исус им рече: Јас сум. Кој е Исус? Лебот на животот, кој доаѓа кај мене, нема да огладни и кој верува во мене, нема никогаш да ожедни. Иако Исус им ги кажа овие зборови во стих 36, тој рече: но ви реков, вие и ме видовте и пак не верувате. Иако Исус дојде на земјата и им го олесни на луѓето да го разберат, религиозните луѓе во тоа време не веруваа во него бидејќи тој дојде во тело како човек исто како нас. Потоа денес, за целосно да ја разбереме оваа сцена, треба да знаеме за маната. Во историјата Бог врнел мана од небото за израелците 40 години, нели? Да се свртиме кон Излез, поглавје 16 стих 31. И синовите израелски тој леб го нарекоа мана. Тој беше бел како коријандрово семе, а по вкус како медено колаче. Тогаш Мојсей им рече: еве што заповеда Господ, земете еден омер мана, за да се запази во родовите ваши, за да го видат лебот што го јадевте и со кој ве хранев во пустината, кога ве изведов од земјата египетска. И му рече Мојсей на Арон: земи еден сад и стави во него еден омер мана и постави го пред Господ, за да се чува во вашето потомство. И го постави Арон пред ковчегот на заветот, за да се чува, како што му беше заповедал Господ на Мојсей. А синовите на Израел јадеа. Што јадеа? Мана 40 години, додека не дојдоа во населена земја. Израелците јаделе храна наречена мана, што е леб од небото додека талкале низ пустината за време на нивното 40 годишно патување. Исус го објаснува прашањето за вечниот живот во Јован поглавје 6 користејќи ја историјата на маната како споредба. Да се свртиме кон Јован поглавје 6 стих 49. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа. Да продолжиме со стих 51. Јас сум живиот леб што слезе од небото, кој јаде од овој леб ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Јудејците пак почнаа да се препираат меѓу себе, велејки: како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме? А Исус им рече: вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, што немаш, не ќе имате живот во себе. Исус рече: јас сум вистината на маната. Стих 54. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв? Што има тој? Има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистинска напивка? Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живиот Отец и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене, ќе живее преку мене.
Исус е дрвото на животот. Исус е исто така и маната на животот. Преку овие параболи запишани во Библијата се сведочи и се потврдува кој е Исус.